Кратко ќе се обратам, бидејќи пред нас е една одлука која што во сушност усогласување и побарање согласно директивите на ЕУ, каде што управувањето со комуналниот отпад треба да помине под надлежност на регулаторната комисија за енергетика и водни услуги, а сега со новите надлежности ќе биде со комунален отпад. Ќе останем се уште и се надевам дека ќе биде тоа квалитет плюс. Измените се најчесто во член 1 и член 2, значи станува збор за промена на името и понатаму и за самата надлежност. Исто има ставено и за прописи за сајбер безбедност. Тука дискутиравме многу во извештајот што беше на регулаторната комисија. Ќе дискутираме и понатаму, ќе видиме кои се подобрувањата. Она што мене ме загрижува е, имајќи ја предвид самата методологија, претпоставам дека правилниците уште не се почнати или ќе бидат во некој период на имплементација на одлуката која што следи пред нас. Како и да се нагледува, повторно ќе биде во директна зависност од цените на енергетиците, односно на струјата и на горивото што ќе влегуваат при оформувањето на цената. Така да повторно на некој начин ќе дојдеме до дефинирањето на цената на струјата. Знам дека ставот на господин Бистимовски беше дека не треба да се покачува струјата, но исто така знаеме дека оваа власт ќе притиска и од страна на ЕЛЕМ, и од страна на МЕПСО, и од страна на ЕВН. Така моето првично прашање би било во таа насока колку се очекувањата, дали ќе се зголеми или има ли притисок можеби несоодветен збор, но едноставно нивните настојачувања колку се зголемувањето на цената на струјата. Во таа насока се движевме ние како опозиција, па предложивме ДДВ-то наместо 10 на 18, како што првично планираат сега да се зголеми, ние предложивме да го намалиме на 5%, бидејќи тој притисок и како би бил олабавен. Зошто го велиме ова, бидејќи власта нема прилика или нема можност каде што нема да нафрли за новите капацитети на фотоволтаични централи. И при тоа, доколку тие соодветно се менаџираат, капацитетите произведени на електрична енергија би можеле тој притисок и се однос да се искористи. Практично да биде уштеден на ДУТ плюс, за да не дојде до зголемување на цената, особено во деловите кои што во пиковите кои што се на производство. Имајќи предвид секако дека мислам дека и капацитетите на водените акумулации се големи, а тоа не нуди можност и да се заштеди на капацитетот на јагне. Уште една работа што ни останува како момент за кој што треба да се укаже, имајќи предвид имплементацијата на оваа одлука, до 26.6. мислам дека е мандатот на постоечкиот претседател на комисијата, не уште еден член на комисијата, а до собранието се уште нема доставено ниту еден документ со кој што ќе се изврши нивна замена. Дали е тоа проблемот од страна на самата комисија, од владата или од некој трет, не знам, но знам дека би можело да има проблеми потенцијални при имплементацијата на ова решение. Така да тука би се задржал на овие 3 или 4 прашања, за кои што можеби вака кратко е излагањето, но ни се од исклучителна важност за периодот кој што е пред нас. Ви благодарам.